Добро вечер. Вонредна политичка анализа на емисијата во Центар. За 5 дена во Унгарија ќе има многу битни избори. Не толку битни избори за Европа или за светот, или не знаме Орбан како некој нов Јосип Брос Тито, да биде мост помеѓу истокот и помеѓу западот, многу повеќе со одредени рефлексии на политичките процеси во Република Македонија, меѓутоа изборите во Унгарија ќе ги анализираме подоле во ова вонредна политичка анализа. На почетокот, без разлика дали ставно збор за регионална, светска тема, секојаш почнам со една или со две настани, еден или два настани кои се случиле во текот на изминатите 7 дена во Република Македонија, за да можеме воведо да го направиме, за да може да се даде одредено забрзување на секоја вонредна политичка анализа. Не знам дали приметиле, тоа се настани кои се случуваат во Македонија, меѓутоа ми се чини дека поминат под радарот на вниманието на македонската јавност. Првиот настан е 75 години од основањето на архивот на Република Македонија, една исклучително важна институција, бидејќи тамо се чуваат сите документи, сите одлуки, сите досиеа на крајот на криштата. И гледате, под радарот поминува дека архивот на Република Македонија 7 или 8 дена пред главната свечаност која се случи денес, има нели објава на Facebook профилот на премиерот, на владата и така натаму, соопштение на државната агенција МИА, значи 7 дена пред тоа да се случи, официјален настан, се дава плакета, благодарница или како да го наречеме тоа, на скопски алкалоид и на Живко Мокетов. Тие не инвестират во земјоделие, тие не инвестират во вишни, инвестират во тајни служби, инвестират во СОТЕ или Скопје на вода, инвестират во архив. Зошто инвестират во архив? Бидејќи тамо се наоѓаат сите досија. И ако вие станете кумашин на фамилијата Верушевски, ќе ви интересира досија, ќе ви интересира тајни служби. Гледате, ако имате влијание, ако имате мок или ако имате добри односи со архивот на Република Македонија, вие имате пред сите останати допир до тајните досија. Имате допир до архивите, имате допир до документите. И кога така ќе ги поставите работите, вас ви станува сосема јасно како функционира тој систем на таа кафетин, да не речем полузаробена држава во Република Македонија. Плюс тоа, однесувањето на Сотир Лукровски, сега веќе останатите почнува да пишуваат дека се колева, дека размислува дали да остани, што да прави, така натаму, дека дошле луѓе од Лидл кои сакале да купат земјиште или простор тамо да градат, па тој не сакал тоа да го прави, па не сакал луѓето или граѓаните кои го гласале да го плюкаат, да го навредуваат и така натаму. И Сотир Лукровски полека станува главната, во наводници, неисплатлива инвестиција на таа кафетин коалиција. Влегува во конфликт со сите, под број 2 покажа мок дека може да влијат на политичките процеси, вклучително и на премиерот Христијан Мицкоски, и на крај или по трето, со таа инвестиција, која е сериозна и финансиска, и кадровска, и политичка, и персонална, како сакате да ја дефинирате, тие нема да имат камбек, тие нема да имат поврат на средствата или во тоа што го инвестира. Зошто? Бидејќи Сотир Лукровски не се снаоѓа на таа позиција. Не е коматен во таа позиција, не е зона на комфор или комфортна зона и се обидува нели да излезе од целата таа работа, не можат со кранот Балканика да го извадат, да го вратат во кабинетот каде што може да функционира. Под број 2. Не знам дали ја следевте таа конфронтација помеѓу Лупчо Златев, колегата Лупчо Златев и Сашка Цветковска. ИРЛ, Лупчо Златев како лидер, ИРЛ искористила 1 или 2 минути. Јас не навлего во детали на таа нивна конфронтација, меѓутоа само тоа што можев да го прочитам. Значи, имало некој интервју на Хајрулахо од јавното обвинителство, дали се уште не е битно, интервју на Хајрулахи во емисијата на Лупчо Златев. ИРЛ на Сашка Цветковска, без да праша, искористила 1 или 2 минути од тој интервју и Лупчо Златев, кој беше пријател, кој бе блиски пријатели Сашка Цветковска и Лупчо Златев, има комуникација, ја обвини или ја пријави Сашка Цветковска пред Google или пред YouTube дека користела неовластено негови материјали и тезата е нели ако Маријан Стаменковски или Маријан Доказ поради тоа бил во затвор, користел нели или ги кршел авторските права, еве и Сашка Цветковска која има емисија на државната телевизија, бидејќи користела авторски права или злоупотребила авторски права од емисијата на Лупчо Златев, треба да биде санкционирана. И станува одредена драма, станува одредена сапуница, така натаму се приклучува и Бранко Геровски, тоа е нормално. И сега од денешен агол на гледање на работите,
после тоа што се случува во јавното обвинителство, после тоа што се случува со Ленче Ристовска и целиот тој контекст добива некоја сосема подруга димензија. Што сакам да кажам? Минатиот вторник или минатата среда, кога снимаме претходната вонредна анализа, во екот на нападите на медиуми блиски на власта конирала и Сашка Цветковска, и Сашка Цветковска на тоа дава контекст дека еве длабоката држава, власта, олигархија, одредени структури, мокни структури кои се невидливи, не ја напаѓат. Панче Тошковски, министерот за внатрешни работи, во екот на напади на провладини медиуми кон Сашка Цветковска и одреден конфликт кој се прави, се појавува во емисија на Сашка Цветковска. Тоа покажува, почитани гледачи, дека сите анализи кои сум ги правил изминатите неколку месеци или да не речам неколку години, после промената на власта 2024 година, вклучително и анализата за 2-3 групи кои постојат во Министерството за внатрешни работи, каде што водач или носител на едната група, лидер на едната група е самиот министар Панче Тошковски, појавување на Панче Тошковски во емисија на ИРЛ во момент кога се води хајка од провладини медиуми кон ИРЛ, покажува дека во врвот на власта постојат не само неколку структури, туку постојат неколку драматично спротивставени структури. И тие структури немат само различни погледи околу новинарството, журнализмот, односи со јавност и така натаму, туку имат драматично спротивставени интереси околу тоа кој да биде начело на ВМРО-ДПМН, кога 2029 година или порано на Христијан Мицкоски ќе му истече мандатот да биде лидер на најсилната партија во Република Македонија. И кога така ќе ги поставите работите и така ќе поставите контекстот, тога све што е кажано добива некоја фина светлина, фино објаснување, вклучително и мината годишната афера, кога братот на председателката на Кривичен суд, веде председателката на Кривичен суд, тоа бе една или две анализи, кога не се поставуваше прашањето кој ги дал информациите да биде водене на таква хајка, кога одеднаш гледате вадите некој играч од тамо периферијата на УЈП и го обвинувате или му ставате знак мета дека тој е всушност главниот виновник за тоа што се случува во Пулс, бидејќи некој ви дал дел од архивите од судските процеси или од архивите на јавното обвинителство, ете со ова појавување на Панче Тошковски и се оно што се случува со Ленче Ристовска, тоа добива некој сосема поинаков контекст. И под број 3. Ете, во ваква една ситуација, кога што и да фати претвара во дете од Катран, говорам за премиерот Христијан Мицкоски, него на располагање ќе му остане единствено новиот јавен обвинител да се обиди да прави бура во чаша вода и да се обиди да најде виновници нови за 27, да обновува случаи, да ги лаже луѓето, да отвори некои нови процеси, да апси, да го користи артан груби, да прави најразлични фешти и феличита атмосфери во корис на неговиот рейтинг, зашто бидејќи ништо друго не функционира во Република Македонија. И ги имаме за 5 дена изборите во Унгарија. И многу мина ке речат Груевски, па враќање на Груевски, Орбан и така натаму и така натаму. Ние очигледно ќе имаме плюс уште една анализа за изборите во Унгарија, во зависност од дали победи Орбан или не победи Орбан, дали има пирова или нема пирова победа, тежок или не тежок пораз, и во зависност од тоа многу ќе бидат битни не толку политичките разврски на целиот тој процес, туку финансиските разврски. Бидејќи денеска кога гледате Виктор Орбан, тој својот главен капитал го има префрлено во Белград на вода. И сега тука нема да ја продолжам таа анализа, меѓутоа вие сте доволно паметни да може да соберете 2 плюс 2 еднакво на 4, ако главниот капитал го има вложено во Белград на вода, што ќе рече дека тој се подготвува дека еден ден нема да биде премиер на Унгарија, каде го вложил капиталот, тамо каде што има пријателски премиери или председатели на одредени држави или власта и пријателска наклонета или настроена кон неговото владење. Под број 2. Гледате, моделот на Виктор Орбан е да ја уништи целата опозиција. Значи, тој паѓа, па се враќа на власт, колку? Веќе 15-16 години е на власт во Унгарија и во тие 16 години тој успева да уништи све што опозицијски во Унгарија. Не само што успева да уништи све што опозицијски во Унгарија, туку да влезе во конфронтација и со партијата или асоциацијата, групацијата на овие десни демохристијански партии ИПП, како што
кратенката на таа партија, и да влезе во конфликт со раководството или со естаблишментот на Европската унија. Европската унија нема толку проблем со Виктор Орбан, колку што има проблем со моделот на функционирање, моделот на владење на Виктор Орбан, и всушност конфронтацијата на Европската унија со Виктор Орбан не е околу персоналитетот на Виктор Орбан, туку околу моделот на владење, Словачка, Србија, па не знам, Република Македонија, Словенија и така натаму и така натаму. Но ако се вратиме на почетната теза, успева во 16 години да ја уништи целата опозиција во Унгарија. И што се случи ако имате вие уништена опозиција? Па ви вадат пред 2 или 2,5 години играч очинелот на неговата партија Фидес, му прават партија нова, таа партија се појавува на европските избори или пред 2 години на изборите за Европскиот парламент, успева да покажи повеќе од солиден резултат, и сега таа е замаецот и Николецот кој треба да се спротистави на изборите на 12 април на Виктор Орбан на парламентарни избори во Република Унгарија. И соросоиди, и либерали, и социјалисти, и Кјоро и Сакато, кој не го сака Виктор Орбан, сега е застанато зад партијата Тиса или за Петар Ковач, кој е дури сопругата негова е контра него. Гледате конфликт, таму таа беше министер за правда и така натаму, драма, па му вадат некакви снимки со одредени сексуални афери, па други и така натаму. Значи дека таму е да се биде или да се не биде. Ако се вратиме на Република Македонија, и зошто постојано сум го посочувал СДСМ, ако вие сте паметен, говорам како Христијан Мицкоски, тоа ќе соберете 2 плюс 2 еднакво на 4, ќе речете дека тој останал на чело на ВМРО-ДПМН, бидејќи лоби групите Александар Николовски, некој од ВМРО-ДПМН, Никола Груевски, Сашо Мјалков, некој од лоби групите, или сите лоби групи заедно, си го поставиле прашањето што ако трнат против Христијан Мицкоски како лидер на опозиција. Тоа би го преполовило тогаш ВМРО-ДПМН, и тако ВМРО-ДПМН не би се вратил на власт во Република Македонија, или би изгубил 4, 6, 8 години. Што ќе рече дека тие лоби групи во врвот на ВМРО-ДПМН го сметале Мицкоски за многу помалку опасен противник или играч со кој полесно ќе се договорат до споредба со СДСМ на Зоран Заев како продолжена рака на меѓународната заедница. И избирајќи помеѓу Зоран Заев и Христијан Мицкоски, ќе одбрале да не го рушат Христијан Мицкоски, туку да го остават Мицкоски да дојде на власт, па од позиција на власт да размислуваат дали ќе влезат во конфронтација или нема да влезат во конфронтација со Христијан Мицкоски. Сега имаме позиција која се на власт. Во овие скоро 2 години е безмалку уништено све што опозицијско во Република Македонија. СДСМ од избори до избори се има помалку доверба во јавноста, се полош резултат, 124.000 гласови на последните локални избори, сега ако има избори веројатно ќе бидат под 100.000 гласови. Ако се направи ново политичко движење и Горевановски шема, тоа значи ќе биде под 70, под 80, значи една растурена партија, значи нешто слично како партијата ДПА на Мендух Тачи. Во такви услови кои вие немате опозиција, СДСМ е растурен, како сарма, како кула од карти, имате знам кој не знае што да прави, каде доди, имате албански политички фактор дезориентиран, дезорганизиран, дали е влен, дали е дуј и така натаму, левица која самите во врвот на ВМРО обвинува дека е формирана финансиски помагана од кругот на Сашо Мјалков. Значи ВМРО-ДПМН ви доаѓа како клучен стожер и клучен чадор на политичките процеси, па ќе му се случи на Мицкоски исти случај како на Виктор Орбан. Ако стани премногу силен, биејќи ако, знаете сега, вие не сте го рушеле Мицкоски кога е слаб, кога бил лидер на опозиција, кога му се случува мериот конгрес, кога му се случат редица на порази, и Мицкоски доаѓа, победува, па победува на локални избори, победува на парламентарни, победува на председателски, па пак победува на локални избори во Република Македонија, тогаш Мицкоски ќе влезе во расчистување со своите политички противници, или тие кои му се политички противници, но внатре во врвот на ВМРО-ДПМН, веројатно ќе стануваат свесни од ден на ден на притисокот на меѓународната заедница, а притисокот на меѓународната заедница ќе станува се посилен во контекст на уставните измени во Република Македонија, и тогаш лесно таа меѓународна заедница со помош на овие играчи кои се анти-Христијан Мицкоски играчи во врвот на ВМРО-ДПМН, не го рушиле за да дојдат на власт, сега ќе му направат политички субјект по принципот на Виктор Орбан, за да може да се направи промени во Република Македонија. Минатата недела Мицкоски дава изјава
дека Македонија ако треба ќе чека 5, 10, 15, 20 години на уставни измени, се дека бугарите не направат ова, тоа и така натаму и така натаму. Зошто го прави тоа Христо Мицкоски? Бидејќи 10-15 дена претходно доаѓа како топ секрет одредена најава дека Франција размислува да се вклучи во процесот на уставни измени во Република Македонија. Прифаќање на француски предлог, омекнување на односи со Бугарија и така натаму и така натаму. За да го претрка тој процес, да не се соочи со засилен притисок на Франција. Франција е клучна, заедно со Германија и Полска, клучна држава која ги води процесите во Европската унија. Христо Мицкоски ја дава таа радикална изјава дека тој не размислува на уставни измени во Република Македонија. Па ако не размислува, тој може да размислува некој друг. Како? По принципот на тоа што се случува во Унгарија. Затоа изборите во Унгарија ќе бидат многу битни. Гледате, го спречуват Јанес Јанша да победи во Словенија. Ќе видиме што ќе се случи во Унгарија, ако ги читат анкетите во Унгарија. Гледате, драматично водство на опозицијата. Па не знам, Виктор Орбан ќе се обиди со сите средства да ја брани власта. Па се случува тоа во Канјижа, па гасоводи, нафтоводи, некои му упаѓа украинци, не украинци, жолти комбиња и така натаму, па тој ја праќа армијата, па пресконференции, па Вучич тука му помага исто така, нели, со вклучување во сите тие процеси. Тога се поставуваат две прашања. Реални се или нереални анкетите? Ако анкетите се реални и 10% губи Виктор Орбан, тога знаете ќе има промена на власта во Унгарија. Но ако анкетите не се реални, води опозицијата, но не води толку сериозно, со таква сериозна разлика во однос на Виктор Орбан, тога значи дека вие се подготвувате за две сценарија. Пораз на Виктор Орбан и ако нема пораз, бидејќи таму е комплициран изборниот модел, ако нема пораз, има таква драматична разлика како што создавате амбиент во јавноста, тогаш се подготвувате и на шарена револуција. Значи Виктор Орбан, гледате, го отстрелуваат Виктор во наводници, политички го отстрелуваат Виктор Орбан. Сега атакот е на Петар Сијарто, тој е министерот за надворешни работи, му ги вадат транскриптите од разговорите со Сергеј Лавров и ги објавуваат на 10-15 дена пред изборите во Унгарија, а министерот за надворешни работи или Сијарто е првиот човек кој од унгарска страна му се јавува на Никола Димитров кога е министер за надворешни работи и му соопштува дека Никола Груевски избегал, е напуштил Република Македонија и се наоѓа во Република Унгарија, што ќе рече дека вие сакате да го елиминирате Орбан, сакате да го елиминирате Сијарто, ако не може да го победите на избори, тогаш влегувате во процес да му направите шарена револуција. Тоа се процесите кои ќе се случат таму. И тоа ќе има рефлекси влијање тука во Република Македонија. Кој го води процесот? Очигледно Германија, очигледно Полска и делумно Франција. Велика Британија тоа може да го прави како земја која е членка на НАТО, значи многу повеќе НАТО, многу помалку Европската унија, и тој вајмарски триаголник кој го нарекува, тоа е Полска, тоа е Германија и тоа е Франција. И ако ќе видите, Франција граничи со Германија, Германија таму граничи некаде со Полска во делот таму на Щечин и така натаму и така натаму. И тоа всушност дава одреден берлински зид кој треба да го спречи руското влијание или руското пенетрирање во Европа. И тоа е тема која бара една посебна вонредна анализа, кај што вие треба нели да анализирате што се случува во светот во контекст на кризата во Иран. Ние сега, бидејќи фокусот на анализата е во еден сосема друг правец, тоа само делумно ќе го нотираме, можеби наредниот или понаредниот вторник ќе направиме плюс една вонредна анализа која ќе биде на таа тема. Значи Полска и Германија се двете држави кои работеа на исклучување на партијата Фидес од групацијата ИПП или таа група на демокристијански партии. Полска и Германија се сега двете држави кои работат на процес на рушење или соборување на Виктор Орбан. И гледате вклучување на Русија во тој процес, одеднаш пред 10-15 дена излегува одредена полуинформација дека структури блиски на Путин, кои се специализирани за негативна кампања, за социјални мрежи, за Facebook и така натаму, се вклучиле во изборните процеси во Република Унгарија, што ќе рече дека еве Русија го помага Виктор Орбан и Република Унгарија да не дојде до промена на власта, па JD Vance или DJ Vance минатата, односно изминатите неколку дена, беше во полуофицијална посета, полупријателска посета на Виктор Орбан, па тој објавуваше на социјални мрежи, на Инстаграм и така натаму и така натаму, што рече дека американците еве се вклучиле во изборите во Унгарија. И тука се поставува нели клучно прашање, ако изборите во Унгарија ги ставиме во некаков контекст на тоа што се случува во Иран. Нели главната поента кога сите анализират
војната во Персискиот залив, дека американците нема толку проблем со Иран, колку нема толку проблем со Блискиот Исток, дека тоа не име во агендата и така натаму, туку главната стратегиска цел на американците, ако не знам Катар, Обединетите арапски емирати, Саудиска Арабија, се бензинска пумпа на американците, дека државата Иран или Техеран е бензинска пумпа на Кина. И дека тоа што се случува во Персискиот залив или војната против Иран е да се намали влијањето на Кина на Блискиот Исток. И ако тоа го прифатиме како здраво за готово или како точно, нели тога се постава прашањето, па кој е главниот кинески играч во Европа? Па тој е Виктор Орбан. Видите, кинеската пруга треба да стигне до Будимпешта и подоцна од Будимпешта да се распространи низ Западна Европа. Што се случи минатата и предминатата година во Република Македонија? Имате брза пруга Унгарија, па имате брза пруга Србија, може би да имате брза пруга во Грција, но таа пруга ќе треба да помине тие 150 километри низ Република Македонија. И ви се случува британскиот кредит кој го потпишува, гледајте, главниот Орбан играч во Република Македонија Александар Николовски. Значи, го излекот Александар Николовски, кој е главен унгарски или Орбан играч во Република Македонија, го потпишува договорот со Велика Британија, го добија Македонија тој кредит 5 милиарди фунти, некаде приближно 6 милиарди долари, и одеднаш тие 150 километри на таа брза пруга, кинескиот пат на свилата, брза пруга кој треба да заврши во Будимпешта, може да биде секогаш контролиран тука, во Република Македонија. Зошто? Бидејќи американците не се плашат или британците толку од полуруското колку што се плашат од кинеското влијание. За да не дојде Македонија во искушение во вакви економски проблематични ситуации, да се задолжува од кинески банки, да се задолжува од одредени други структури, им дадоа британски кредити. Минатата недела ви реков да го погледнете интервјуто на Александар Николовски за телевизија Телма. Одлично интервју. Веројатно едно од најдобрите интервјуа кои изминатите неколку години сум ги гледал во Република Македонија. И сите медиуми се фатија за Сашо Мијалков или изјавата на Александар Николовски, дека клучното прашање не е што гради Сашо Мијалков во Охрид, туку како Сашо Мијалков ги има спечалено, ги има обезбедено своите средства, но клучното прашање во тој интервју беше како кинезите во наводници се полуповлекуваат од проектот на автопатот Кичево Охрид и тамо полека се вклучуваат македонските деловни банки. Тоа го кажува министрот меѓу редови, прашува новинарката, и ниту еден од останатите медиуми тоа прашање не го излекува од нафталин да го објасни или да го презентира пред македонската јавност. Тоа е последната опашка кинеска во Република Македонија. Со помош на Александар Николовски и таа кинеска закана која меѓународната заедница има така дефинирано, полека ќе биде исклучена од Република Македонија и деловните банки, чите најмогните банки во Република Македонија, ќе се вклучат и во до завршување на проектот на автопатот од Кичево до Охрид и тамо кај што Бехтел и Енка покажат одредени слабости или процес на одредено излегување, тој процес или таа дука ќе ја пополнат македонските деловни банки. Зад завесата се случуваат драматични процеси кои меѓународната заедница ги води тука во Република Македонија. Се вратиме во Унгарија. Видите, вие не можете да бидете кинески играч и да уживате поддршка од американците. Може да уживате поддршка од Доналд Трамп, може да уживате поддршка од J.D. Vance. Меѓутоа, кога ќе погледнете американските интереси или тоа што се случува, тој процес на ферментирање во Северните американски држави, во мандат на Доналд Трамп вас ви се случуваат два сериозни тектонски процеси. Во првиот мандат тоа е короната и се оно што се случуваше поврзано со короната, каде што се менуваше светот. Односите во светот се менува и Доналд Трамп нели тоа го дефинираше дека е измислена короната за тој да биде симнат од власт во Соединетите американски држави. И денес во вториот мандат на Доналд Трамп се случува војната во Персискиот залив, каде што светот, посебно Европа и односите со Русија, тоа во некоја друга анализа ќе го објаснуваме, ќе бидат сериозно редефинирани или сериозно видоизменети. И кога таа Америка на Доналд Трамп сега дава поддршка на Виктор Орбан, нели се постава прашањето тој ја ужива или не ја ужива американската поддршка. Гледате, Доналд Трамп е се поизолиран на политичката сцена. Знаете, во еден временски период сите овие руски играчи
велеа се дека се за Доналд Трамп, тој им служеше нели како одредено алиби дека се проамерикански настроени, Срашо Ангеловски, Каракачанов, сите нели, сите беа про Доналд Трамп, значи не беа или Стефчи Акимовски, тие не беа руски играчи, туку беа про Доналд Трамп играчи. Кога паднаа маските, тога се виде дека нема играчи на Доналд Трамп, тоа се све лажни играчи на Доналд Трамп или све вистински руски играчи кои всушност се криеле за Доналд Трамп. Нешто слично ќе ви се случи во Унгарија. Гледате, таму имате сега одредена американска структура која им дава поддршка, која води војна во Иран за да се спротистави на кинеските интереси, а дава поддршка на главниот кинески играч во Европа. Нема логика. И на крај, значи како финале, како панделка на целата ова анализа. Имате нации, имате народи кои не можат да избегат од својата судбина, кои не можат да избегат од својата психолошка, политичка, политиколошка, секаква ментална структура. Го има хорти маđарите, значи сколони се тие кон авторитарни, диктаторски модели на владење. И имате Словачка. Пред 15 години сите се обединеа да го срушат Мечијар, го срушуваат Мечијар. Не поминува 10-15 години, имате повторно авторитарна власт во Словачка. Гледате Шпанија, го имаше Франко, гледате, па погледнете ги серии на Netflix, шпанските серии на Netflix. Тамо во секоја втора, во секоја трета серија имате или сексуални одредени дејанија, каде што всушност го третират тој греф што шпанците го чувстват кон католичката црква. Значи толку е силно тоа влијание на католичката црква што те имат греф или жал или срам некогов начин да прават одредени работи, се противстават на католичка црква. Па имате диктатурата на Франко и така натаму. Имате Македонија. Македонија ви функционира ВМРО ДПМН како организација. Ние неме државотворен сентимент, државотворно искуство на ВМРО се до 91 година. Тие биле држава. Се бореле против српската држава, се бореле против кралството Југославија, се бореле против бугарската држава, бидејќи биле држава во држава, правеле атентати, шверцувале, правеле ова сенки на Балкану и така натаму, нели? Тоа што беше серијата. И одеднаш кога доаѓа да се власт во Република Македонија, тие државата не ја гледат како пријател, како сојузник, туку како опасност. И затоа ја заробува државата и јавнува државата. И секоја нација не може да избега од тоа што го носи во себе. Не може и унгарската, не може и словачката, не може и руската. Ако не е Петар Велики, ако не е Иван Грозни, тогаш е Владимир Путин. Значи, тие мора да имат таков хазјаин, газда, император кој владее со нив, кој одлучува што ќе јадат, што ќе пијат, што ќе прават и така натаму. Американците постојано на 10, 15, 20, 30 години вадат одредени играчи од типот на Доналд Трамп и подосна како во вестерн филмоите добриот и лошиот се конфронтират, победува нормално добриот, ќе видиме кој ќе биде добриот во поновата фаза на американската историја. И тоа се случи, гледате кинескиот народ, трпеливост, умешност и така натаму. Така и маđарите и ние македонците, гледате тоа што ни е кодот. Ние тешко избегнуваме, тешко можеме да излеземе од пергратките и шинелот на тој наш код. Да ја дополниме само претходната теза, имате Хрватска, Павелич, па Усташи, па партизани и Усташи, и ви се појаво ХДЗ и Фрањо Туџман, кој сака да направи модел на спојување, на помирување на Усташите и на партизаните. Тој е конфликтот во хрватското општество. Па имате Бугарија, па одредена царска власт, па комунисти, па Исток, па Запад, па Бугарија како авторитарен модел тамо дојден од Средна Азија, и ако бугарите не се конфронтират со соседите, чите Република Македонија или останатите соседи, тогаш таа конфликтност, тој негативен набој што го носат, ќе биде распостелен, ќе дојде до експлозија внатре во самото бугарско ткиво, бугарско јадро, бугарска држава, кај што бугарите сами со себе ќе се конфронтират. Затоа имате и такви насилни процеси, такви насилни промени на власта во Бугарија. Бојко паѓа Бојко Борисов, па доаѓа друга структура, па протести на Орлов мост, па протести на Лавов мост и така натаму. Изминатите 35 години од падот на Тодор Живков нааму, барем 2 или 3 такви процеси, а не се шарени револуции. Вие не знаете кој ги прави тие процеси или протести во Бугарија, дали руси, дали американци, дали самата бугарска длабока држава и така натаму. Па имате Грција. Грција помина низ шинелот исто како Шпанија на граѓанска војна 48-49 година. Ние тоа го анализираме како македонско, како егејско прашање, меѓутоа тоа беше драматичен конфликт
внатре во грчкото општество десните и левите политички структури се конфронтира 1-2 години граѓанска војна, победија десните структури, меѓутоа тама имате драматично леви групации, дали терористички, дали политички, со блиски релации до Москва, со блиски релации со Советскиот сојуз, и секогаш Русија преку Грција, преку грчкото влијание, преку тоа што се случува во Грција. Мамидакис, например, беше Мамидакис еден од главните играчи со потекло од Крит, каде што е семејството Мицотакис, беше главен увозник на руски возила во времето на Советскиот сојуз на територијата на Грција, подоцна и ширум Балканскиот полуостров, му беа дадени бензински пумпи, грчките служби беа вклучени во одредени процеси тамо во Јужна Македонија, па дел рудници, злато и така натаму беа вклучени во сите тие процеси. И доаѓаме до Република Македонија. Јас постојано ви го кажам, ако СДСМ е на колена фрлен, или што би се рекло на јажење во некаква боксерска терминологија, и тамо нема некакви знаци дека нешто сериозно ќе се менува или ќе се прави, процесите ќе се натре во ВМРО, ДПМН. Видете, сега имаше одредена конфронтација на СДСМ со овие цезари кои ја напуштија платформата или бродот на СДСМ, колегите од Инфомакс, како јас ги нареков претходно од Башкото порталче, не се од Башкото, се очигледно се враќаат кон прегратките на тоа што тие на вистина се. Сега станува гужва пред голот во ВМРО ДПМН, па сега имате, не знам, Златев, па имате Геровски, па имате, не знам, Курир, па имате, не знам, Република, па Алфа и така натаму, плюс тука Инфомакс. Не тоа од финансиски аспект, туку од аспект кој ќе ги собери ловориките во организацијата. И Инфомакс, гледате, СДСМ дојде во ситуација да се конфронтира со Инфомакс на јавна сцена. И на најглупите и на најслепите, што не може да видат, да заклучат или да слушнат дека овие го напуштиле во наводници бородот на Зоран Заев или на кланот од Струмица, да им кажат, видите, тие се предавниците. Тие сега тоа што кажуваат не е официјална политика која треба да ја следите, туку тие се сега купени, платени и така натаму. И така натаму. И гледате, кои ви се случат промени во Скопје, кои се случат промени во Карпош, кои ви се случат промени во Струмица и односот на Струмица со Христијан Мицкоски, или како велеше Франко. Знаете од кај доаѓа петта колона? Со 4 колони трга кон Мадрид, ама петтата колона го чека во градот, таму доаѓа петта колона. И одедна сега станува гужва пред голот. Кога ќе стане гужва пред голот, како велат, мала бара, а многу крокодили, тоа јас ви го најавав 1 или 2 години, и вем прашате зошто тоа го кажеш, па како кажеш така натаму. Кога ќе ви се направи една ситуација мала бара, многу крокодили, тоа значи дека во шинелот, во стомакот, во прегратките на ВМРО ќе се случат одредени процеси. Бидејќи тамо ќе се случуваат процеси. Сега имате, знаете, како во одредена војна, камиони, возови, зашо градат железничка пруга кон Бугарија за брзо преместување на војните трупи од Албанија, Италија во правец на Руската Федерација. Зошто има такви процеси? Кога ќе се носат трупи од СДСМ или некои други структури во дворот на ВМРО ДПМН, бидејќи тамо ќе се случува војна. Тамо ќе се процесите. И тоа ќе биде ребусот на политичките разврски во Република Македонија. Беше нашата водредна анализа. Недела за Великден немаме интервју, немаме емисија, ново дружење, вторник 20 часот и 30 минути, до вторник и до наредната недела. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.